Деневник на Канал Плюс телевизија во 20 часот. Добро вечер. Следува кратката најава за дел од настаните. Пронајдена е 22-та жртва од невремето во Скопско. Се трага по уште едно дете. Продолжуваат со работа хуманитарните пунктови во Штипи, Чешиново, Облешево. Изразен е недостиг на работна сила во градежниот сектор во Македонија. Во Штипскиот центар за вработување нема градежни инженери кои чекаат работа. Во Кочанското село Пантелеј се одржа голем манастирски собир каде присуствуваа голем број верници од Кочанско и околината. Се славеше споменот на Свети Пантелејмон. Деневникот го почнуваме со веста за поплавите што во саботата го зафатија Скопско. Денес пронајдено е починато 12-годишно дете во Сингилик, а се трага по исчезнато 16-месечно девојче. Меѓутоа, од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат ново невреме за наредните неколку дена. Билансот на жртви од поплавите кои го зафатија Скопје и околината се зголеми на 22, откако е пронајдено телото на уште едно 12-годишно дете кое починало во страшните поплави, додека едно 16-месечно бебе е пријавено за исчезнато, соопштија од МВР. Имено ИГ од село Стајковци вчера околу 20 часот и 40 минути сам го пронашол телото на своето 12-годишно дете, кое претходно беше пријавено за исчезнато во невремето. Телото на детето е пронајдено на последната постојка за автобусот 65 во населбата Сингелик. Детето заедно со својот дедо за време на поројниот дожд во саботата се возело со трактор. Околу 22 часот во близина на крстосница меѓу улиците 8 и 5 наишол голем воден бран кој го превртел тракторот. Водата почнала да го носи детето кон местото Попово Мало, од каде му се губи трагата. По извршената идентификација по наредба на јавен обвинител, телото на детето е предадено на семејството. ДЖФ пак вчера попладне во 18 часот ја пријавил за исчезната својата 16-месечна внука од брат му кој почина во невремето. Таткото и ќерката во саботата се движеле со возило во близина на обиколницата Смилковско езеро, кога на нив наишол голем воден бран. Водата почнала да го носи возилото и оттогаш на детето му се губи трагата. Како што велат од МВР се преземаат мерки за пронаоѓање на детето. Инаку владата набави нови 1180 пумпи, од кои дел веќе се на терен. Останатите како што ќе пристигнуваат, така ќе се ставаат во функција. Дирекцијата за заштита и спасување досега имаше околу 85 пумпи. Сите нови пумпи за испумпување на водата уште денес ќе бидат ставени во функција, изјави вице-премиерот Владимир Пешевски на денешната средба со жителите на поплавените подрачја. А Управата за хидрометеоролошки работи најавува ново невреме во наредните неколку дена, проследено со пороен дожд, грмежи, силни електрични празнења и силен ветер. Во холот на општина Штип продолжува акцијата за собирање донации за настраданите во Скопје и околината. Кон акцијата се придружува и Угада, од каде донираат 25 тони пакувана вода. Во холот на зградата на општина Штип продолжува да функционира пунктот за донирање за настраданите во Скопје. Прехранбени производи, вода, памперси за најмалите. Ова се само дел од намирниците кои денес ги донираа штипјани, а се евидентирани од страна на волонтери на општинската организација на Црвениот крст. Денеска донаторите Козувченко донираат 10 пакети изручка вода, но донира и некои други луѓе по вода. Денеска се случи еден да дојде да Чокова и да донира 15 пакети изручка вода. Исто така ти донираат и пари. Она што е значено е дека дел од штипјани пред да донираат се информираат што им е најпотребно на настраданите. Донирав преку мобилниот телефон, а сега ги прашувам службеничките тука што да донесам. Они ми порачаа малце вода повеќе да донесам, нешто прашав ќе земам. Прехранбени продукти, ако кажат да донесам, ќе донесам. Гледам, немат ништо тука од тие прехранбени продукти, а може некоја конзерва да земам така.
Пунктот за донации ќе биде отворен и во текот на наредните денови од 9 до 15 часот, а кон хуманитарните активности за помош на граѓаните кои се погодени од страшното невреме во Скопје и околината се приклучи и Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Во официјално соопштение од Центарот за односи со јавноста информираа дека до граѓаните на овие места е испратен шлепер со околу 25 тони вода, но и дека изразуваат сочувство до семејствата на загинатите и настраданите. Од Универзитетот Гоце Делчев упатуваат апел до сите граѓани да се вклучат и да им помогнат на своите сограѓани, со што поскоро би се вратило нормалното живење во погодените подрачја. А хуманоста на дело ја покажуваат и жителите на општина Чешиново Облешево, каде од утринава на собираниот пункт пред општината во Облешево донираат вода, прехранбени артикли и хигиенски помагала за настраданите во поплавата во Скопско и Тетовско. Градоначалникот Костадин Личков истакна дека жителите на општината не ја забораваат помошта што македонскиот народ им ја пружи при минатогодишните поплави во Чешиновско и Облешевско. Невреме вчера го зафати и крајниот исток, истото во Делчево резултираше со искоренати дрвја, а поплавени се неколку подруми на семени куќи. Вчера попладне околу 15 часот обилни врнежи од дожд со силен ветер го зафати најисточниот дел од Македонија. Невремето најизразено беше во Делчевскиот регион, каде на одредени делови врнеше и град, но за среќа краткотрајно, па посериозни штети не се направени. Поплавени беа неколку подруми на куќи, каде интервенираше и противпожарната служба од Делчево, кои со своји моторни пумпи ја испумпуваа водата. Од противпожарната служба исто така информираа и дека интервенирано е во централното градско подрачје, каде силниот ветер сруши неколку гранки од врбите кои што се наоѓаат покрај мостот на Брегалница. Противпожарната служба вчера за во тек на невремето што беше имаше неколку помали интервенции кои што не беа во поголем размер. Интервениравме во неколку куќи каде што имаше мало количество на вода, но тоа не беше многу сериозно. Во централното градско подрачје овде имавме некои врби скршени, кои што го попречуваат сообраќајот и ние ги отсековме со моторна пила. Го расчистивме патот таму кај што беа скршени поголеми гранки подебели. Тоа беше во целост интервенција од наша страна, која што не беше во поголеми размери. На регионалниот пат Делчево-Берово помеѓу селата Стамер и град, искорнато дрво го попречуваше движењето на патот. Но и таму службите навреме реагирале пошто за кратко време сообраќајот се одвиваше во нормални услови. Во земјава изразен е недостиг на работна сила во градежниот сектор. Ваквиот тренд во источниот регион трае веќе подолг временски период. Една од причините за зголемена потреба на градежните работници е изградбата на голем број инфраструктурни проекти во овој регион, каде истите се ангажирани. Во овој сектор недостасува и квалификуван кадар со завршено високо образование. На истокот недостасуваат работници во градежниот сектор. Една од причините за зголемена потреба на градежни работници е изградбата на голем број инфраструктурни проекти во овој регион, каде истите се ангажирани. Ваквата состојба ја потврдуваат и од Штипската подрачна единица на Агенцијата за вработување, каде секојдневно градежните компании бараат работници од овој сектор. Во Центарот за вработување во Штип се повеќе, имаме градежни компании кои барат градежни работници, пред се мајстори, тишлери, зидари, но исто така барат и помошни градежни работници, но видејќи во овој момент во нашата држава се градат многу објекти, пред се од патната инфраструктура, немаме ние некој број што можеме да одговориме во моментот, со невработени лица, да ги понудиме на овие работодавачи, бидејќи оние лица кои веќе ги имаат тие вештини како градежни работник се вработени. Во овој сектор недостасува и квалификуван кадар со завршено високо образование. Градежен инженер во Центарот за вработување во Штип не чекал повеќе од 30 дена да биде вработен во градежна фирма. Најдефицитарни занимања се градежните инженери. Ние немаме градежни инженери невработени кои подолго од месец до два чекат. Сега во моментот да имаме некој градежен инженер невработен да дојде да се пријави,
во најкраток временски период ќе биде вработен. Значи самите компании и законски се обврзани да имат вработено инженери, значи градежни инженери, ако е градежна фирма. Така да еден апел до сите млади кога се запишуваат на факултети, да се запишуваат на овие технички струки, бидејќи се дефицитарни и се барани на пазар на трудот и брзо се доаѓа до работа. Во земјава на 14.000 работници недостасуваат во градежниот сектор, надзидари, фасадери, електричари, им е неопходна обука за реновирање и изградба на енергетско ефикасни објекти. Според новата директива на Европската унија од 1 јануари 2014 година, секоја држава во Европа на годишно ниво треба да имплементира најмалку 3% на градби од енергетска ефикасност. Во земјава треба да се реновира нешто повеќе од 1 милион квадратни метри од фондот на згради. Измамници оперираат во пробиштипските села. Полицијата работи на расчистување на случаи на лажно представување и барање пари од земјоделците наводно како услов за добивање земјоделски субвенции. Повеќе за измамата од прилогот што следи. 69 годишна жителка на село Зарапанци Пробишти била измамена и оштетена за 7000 денари од страна на непознато машко лице, кое се представувало како државен службеник и барал пари како предуслов за добивање земјоделски субвенции. Во полициската станица во Пробиштип, 69 годишна жителка од село Зарапинци Пробиштипско пријавила дека на 26 јули околу 14 часот во нивниот двор во село Зарапинци дошло непознато машко лице кое се представило дека работело како инспектор за стока и по обавениот разговор со неа и со незиниот сопруг им рекол дека за 2 години тие должат по 3000 денари за пашарина и 1300 денари камата или вкупно 7300 денари, пари кои што требало да ги уплатат до 15 часот, бидејќи во спротивно ќе ги изгубеле субвенциите за стоката. Истите му дале 7000 денари, пошто непознатото лице, без да им даде некаква потврда, со возило заминало кон село Петрашино. Слична била и ситуацијата во Свети Николско, каде што 54 годишен жител на село Ерџелија на исти начин бил оштетен за 19.000 денари. На 31 јули годинава, околу 14:30 часот, од страна на 2 непознати лица, кои пристигнале во домот на пријавителот, од кои едното лице се представило дека е роднина на пријавителот, кој работел како инспектор во Агенцијата за храна и ветеринарство во Скопје, а другиот како возач. Пријавителот знаел дека има роднина, ама лично не го познавал и затоа поверувал и за да му заврши работа, да му исплатат пари од субвенции, му дал 19.000 денари. СВР Штип апелира до сите граѓани да бидат особено внимателни кога непознати лица од нив бараат парични средства и сите сомнителни случаи да ги пријават на бесплатниот број 192. Инаку СВР Штип изминатиот викенд спроведе и редовна контрола на возачи кои возат под дејство на алкохол и зголемена брзина. Деновиве на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип спроведена е засилена акцијска контрола на возачи кои управуваат возила додека се под дејство на алкохол. Од извршениот алкотест на вкупно 209 возачи, утврдено е присуство на алкохол кај 30, поради што возачите се исклучени од сообраќај, а на 29 возачи времено им се одземени возачките дозволи, додека на 30 им се издадени мандатни платни налози. СВР Штип и понатаму ќе продолжи со засилени мерки и контроли за санкционирање на прекршоците брзина и алкохол како најчести причинители за предизвикување на сообраќајни несреќи. И уште една информација од Крими Билтенот. Полицијата поднесе кривична пријава против ВК 24 години од Кочани поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело полов напад врз дете кое не наполнило 14 години. Пријавениот на 5 август во 22 часот на улица Роза Петрова во Кочани со употреба на физичка сила извршил полов напад со друго полово дејствие врз 11 годишно девојче. Истото почнало да вика на висок тон барајќи помош, а со рацете го фатила за лицето и со мобилниот телефон го удрила по главата и во еден момент успеала да го отурне од себе и да побегне. Од страна на судијата на претходна постапка на ВК му е одредена мерка куќен притвор во трајање од 30 дена.
А месец август е период кога најголем дел од иселениците се враќаат во родните огништа и период кога се организираат заеднички средби со своите соселани. Така беше и во село Град, каде се одржа 6-та иселеничка средба. Село моје. Месец август е период кога иселениците се враќаат во родните огништа повеќе од кога и да е. Таков е случајот и во Делчевското село Град, каде сеќавајќи се на времињата од пред 30 и повеќе години во деновите по Илинден, група на иселеници ги собираат селаните на сред село и заедно го оживуваат минатото. Тоа беше на моја желба пред неколку години, што сакав да се вратат игранчите во селото, дека нема веќе свадби, нема бангети, нема други работи. Това наша манифестација е и селото ја очекува со голема радост. Не чекаат и младите и старите. Тоа е една шанса да се сретнеме сите тука, да се поздравиме и да се видиме. Децата да се радуваат, да ги привлекуваат. Овде има уште дедовци и баби, значи целта е тоа, да дојдат овде, да се сретнеме, да си направиме едно здраво живо. Они значи тоа да се ние на волјата овде и добро е. Ги прашавме градските гастарбајтери колку било тешко во тоа време да се напушти се и да се оди на печалба. Сите отидоа во странство, значи прва работа што овде младиот народ, младите не наоѓаат некоја перспектива. Иако имат завршено и средна и виша школа, меѓутоа нема некоја перспектива за нив и тие сите одат во странство. Но ги прашавме и дали по завршувањето на работниот век ќе се вратат назад и преку младите ќе ги обноват повторно традициите кои тие ги паметат. Здраве Боже, си имам свој дом, си изградив куќа, тука со фамилијата. Ето идеме секоја година. Затоа самото време ќе ни каже, али имаме желба, значи тоа го имаме во план. Секој си го сака своето, вели една стара поговорка, па така и за иселениците. Нема побаво село од град. Единствената желба што тие ја имаат е селаните заеднички да се грижат за што поубав изглед на селото. За да ни биде добро и чисто дома, не ни требаат пари. Треба заеднички да заеднички една акција да секој барем пред своите куќи тоа може сам да го стори, да го очисти и за да не се запушта селото. Инаку ваквите гледки не се ретки во Македонија. Иселеничката приказна за село Град е само една меѓу многуте. Остануваме на иста тема. По повод денешниот празник Свети Пантелеймон во кочанското село Панталеј денес се одржа голем манастирски собир, каде присуствуваа голем број верници од Кочанско и иселеници кои летниот период престојуваат во родниот крај. Со света божествена литургија со која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение на свештенослужители од Брегалничката епархија во манастирскиот комплекс во село Пантелеј Кочанско се одржа голем манастирски собир по повод денешниот празник Свети Пантелеймон и почетокот на работите на фрескоживописувањето на внатрешниот дел на манастирската црква. Ова година посебно радува тоа што еве манастирот веќе почна со фреско живописување и се надеваме дека до идната година сето тоа ќе го завршиме, а идната година веќе нашата света црква, Македонска православна, возобновена и наследничка на древната Охридска архиепископија, ќе прослави 50 години од својата автокефалност, од своето самостојување. Па во таа чест, на тој голем јубилеј, се надеваме на Божјата милост, на помошта на сите луѓе добронамерни и верници, дека фреско живописот ќе заврши. Митрополитот Брегалнички господин Иларион додаде дека перспективите на овој манастир се мощне големи. Брегалничката епархија планира тој да стане жив манастир со присуство на монаси и да биде ист како и Лесновскиот манастир во овој дел на Осоговијата. На денешната манастирска слава во село Пантелеј присуствуваа голем број верници од Кочанско и околината, како и иселеници кои престојуваат во родниот крај. Властите во Калифорнија извршија евакуација на жителите во стотици куќи што се наоѓаат во близина на шумскиот пожар кој бесне источно од Лос Анџелес. Во борба со огнената стихија се ангажирани 843 пожарникари поддржани од 16 авиони.
поголем шумски пожар беснее веќе 18 денови во регионот на калифорнискиот парк Биг Сур на западниот брег. Таму огнот е ставен под контрола 46%, едно лице загина, а уништени се 57 куќи. Калифорниските власти беа принудени да затворат на неопределено време 5 национални паркови кои се наоѓаат долж автопатот кој ги поврзува Сан Франциско и Лос Анџелес. Тропската бура Хавиер се зајакнува и се приближува до одморалиштето Кабо Сан Лукас во јужниот дел на полуостровот Баха Калифорнија. Хавиер веќе е проследен со ветер со брзина од 100 км/ч, но се очекува да почне да ослабнува денеска поплане, соопшти Националниот центар за урагани на Соединетите Американски држави. Во меѓувреме, билансот на жртви на ураганот Ерл, кој поплави поголем дел од источно Мексико, се зголеми на 45 лица. На 1000 луѓе, меѓу кои и преживеани и роднини на жртвите, присуствуваа на одбележувањето на 71-та годишнина откако јапонскиот град Нагасаки беше уништен со атомска бомба во Втората светска војна. Речиси 75.000 луѓе загинаа директно или по радиацијата на атомската бомба, која Соединетите Американски држави ја употреби врз Нагасаки. Градоначалникот Томихисо Тауе му се заблагодари на председател на САД Барак Обама за посетата на Хирошима годинава, што беше и прв ваков случај на американски председател по атомските бомби. Шпанските екипи Реал Мадрид и Севиља вечерва во норвешкиот град Тронхајм ќе го играат надпреварот во УЕФА Суперкупот. Реал како актуелен европски шампион и Севиља кој изминатите 3 сезони доминира во Лига Европа. Вечерва по втор пат ќе се сретнат во дуелот за првиот трофеј во новата надпреварувачка сезона. Реал Мадрид против Севиља во Суперкупот на УЕФА ќе биде без Герет Бейл, Тони Крос, Пепе и Кристијано Роналдо. За трофеот Суперкуп на Европа, Реал Мадрид овој пат ќе се бори со освојувачот на Лига Европа, исто како и пред 2 години, кога во Кардиф Реал славеше со 2:0. Инаку следниот дуел од УЕФА Суперкупот во 2017 година ќе биде во Скопје, односно на националната арена Филип II Македонски. Британецот Адам Пити и швеѓанката Сара Сиестерм се погрижија да продолжи серијата на соборување на светски рекорди во пливање. Адам Пити го подобри сопствениот рекорд на 100 метри градно, откако пред 2 дена успеа да го подобри најдоброто време на светот во оваа дисциплина во квалификациите и сега направи уште еден фантастичен резултат во финалето, пошто рекордот изнесуваше 57 секунди и 13 стотинки. Среброто го освои Вандер Бур од Јужна Африка, додека бронзата му припадна на Милер од САД. Швеѓанката Сара Сиестерм оствари најдобро време на светот во дисциплината 100 метри пеперутка со време 55 секунди и 48 стотинки. Го освои златото и за не ова е прв медал на Олимписките игри. На подиумот место имаше и за Пени од Канада, која исплива за сребро, и Дени Волмер од САД, која обезбеди бронза. Се гледаме повторно во третиот дневник, до тогаш останете со нашата програма. Пријатна вечер.